Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Вечерва гостин во студиото е Бранко Геровски, што не е нешто вообичаено, секогаш ми укажувал чест да биде гостин, но за мене ми е малку повеќе и ми прави асоциација на неговото гостување кога ја демаскираше, кога ја откри, кога ја обелодени и кога зададе, мислам, тогаш веќе смртоносен удар во тогашната власт, која преташе уште малце, ако слободно можам да кажам, глогов колец беше. А тоа беше аферата Рекет, во која учествува Катица Јанева, Боки и така натаму, кога добро вечер, Геро. Добро вечер. Да продолжам воведот, тогаш беше рекетиран Орце, се дозна за уште многу. Долго време се чекаше некаква реакција, после 2 месеца сепак успеа нешто се направи, но станува дека фактот првин ти се појави тогаш на Voice of America, го кажа тоа, немаше реакција, па дојде овдека, па се дигна голема прашина, па ми ја симна емисијата, па едва ја спасивме и ти честитам тогаш, уште од тогаш, и сум тој го кажал и приватно јавно, ти честитам на храброста, треба кохоњес малце за такви работи, бидејќи искрено, ја колку и да им делувам храбар на луѓе, ја не би имал 3 чести, сега не знам, Доналд Трамп да ми е грпа и или Елон Маск, па да се нафатам во такво нешто, во таква една дури Дон Кихотовска борба. Од тогаш наваму испадна дека, иако имаше доста противници, дека сепак остана доследен на новинарството во најдобра смисла на зборот, поточно доследен на вистината. Колку и да си бил определен за една или друга страна, она што не можам да ти го замерам, можам да ти замерам зашто си навивал за Челси, а не за Манчестер Юнајтед, туку што сепак кога ВАР ќе покажал дека има офсайд, ти си го признавал офсайдот, не си глумел лудила. Ретки се денеска новинарите кои се држат до вистината, обично се држат до идеологијата, се држат до спонзорот, се држат до страната и таа крваво се брани на секаков начин. Има многу поводи за кои те покани вечерва. Една е нашиот драг и омилен, тебе многу поблизок, Тричко. Некоја реминисценција помеѓу Рекет и ова споследново со Ирала. Па, од кај сакаш да почнеме, можеме Тричко да го оставиме за крај. Ја би започнал со најактуелното, а тоа е документарецот кој го извади Ирала за Кочани. Можеш опширно да почнеш, ако сакаш, со самото Кочани, твое согледување, твои размислувања. Ја не сум тука да ти удирам контра, јас сум тука да те сослушам како размислуваш, како си дошол до оние заклучоци до кои си дошол и што се твоите сознанија. Добро, пред тоа, ако дозволиш, најсвеж повод денеска се погоди, како ми се јави, тоа е пресудата во случајот Меѓународен сојуз против Боки 13 и уште таму не знам колку лица. Во повторената постапка пред основниот кривичен суд, прво имаше пресуда, некоја малку драконска казна 9 години, па се повтори и ја врати апелација постапката на повторно судење и денеска имаме повторно првостепена пресуда 5 години затворска казна, другија по помалку, се разбира. Пупка. И тоа ме потсети мене, размислувајќи за емисијава, бидејќи како што се ти подготвил, така јас се подготвувам за овие настапи, сакам да бидам сериозен. Ја не се подготвувам, извини. Стварно сум неспремен, непрофесионален. И се потсетив и сакав да, можеби ги потсетам и твоите гледачи, дека всушност Меѓународен сојуз, тоа е на невладина организација преку која Боки 13 ќе правеше апартмани за старци, па собираше разноразни донации и така натаму. Всушност рекетираше пари од македонски бизнисмени, од Илја Мицевски и други. Тоа е ствари, таа приказна за која јас пишував и ја означив како афера Рекет во статот. Случајот сакаше
малку покасно од моето отварење на аферата, да се појави онаа снимка на куќата на Орче Камчев, каде што легендарна снимка се појави во еден италијански медиум и еден италијански новинар. Јас да бидам искрен, не знаев дека тоа се случува, не знаев дека таму стигнало. Тоа е друга афера, тоа е друг скандал всушност. И така после ги раздвои судот двата скандала, едниот тој новиот се нарече рекет, со кој ја објективно не го открив, не го најдов, а и да ја имав снимката немаше да ја пуштам, се разбира, не го правам тоа, но овој другиот скандал... Зошто не би ја пуштил? Затоа што представува кривично дело да се пуштаат снимки, евентуално, ако некоја страна реши снимка, снимена легално, нелегално, седно да ја објави на јавен настан, на пресконференција, на пример, или на друг начин, јавно, како што тоа го правеше Зоран Заев со бомбите, нели? Тогаш да, ги известуваме од пресконференцијата, јас и сите други така натаму. Како и да е, сакам да ги раздвојам тие две афери кои се совпадна и сеќавам тоа беше некаде почетокот на летото и веќе тоа стана голем скандал, се разбира, драматичен скандал. Јас заминав на одмор, нели, по оној старо правило на где друг Тито био каде е био најтеже на Бријуне, нели? Си заминав на моите бријуни и си велам ова, ако ќе се вратам, ако ништо не се случи, јас сум out of business, нели? Да, готово е со тебе, да. Меѓутоа таму ме пречека веста за апсењата, обвиненијата и така натаму, тие драмите во Гевгелија, кај казината и така натаму. И ете продолжи таа афера која веќе ме потсети. Што се однесува до Кочани, само да те прашам, повели. Дали си разочаран од оваа пресуда намалување на казната? Дали е ова уште еден оној нели, македонското судство е на многу лош глас. Не само меѓу народот, туку и меѓународно на сите скалила на мерење на корупција, на мислам сите замерки. Мицковски знам еднаш изјави пред некој месец ли беше, вика, кога се обидувам кога ќе се обидеме да направиме некакви промени во судскиот совет, во извештаите одма вика дека власта се меша во судството. Вика, ако не се мешаме, стигнуваат извештаи дека судството е корумпирано. Истите извори што ги даваат тие извештаи. Точно, тоа е многу добро забележување, ќе го прокоментирам. Во случајов не сум разочаран, не затоа што не знам што ќе се случи. Видете, во Бојан Јовановски дали во првиот предмет поврзан со ова рекетирање во аферата Рекет, официјалната афера Рекет, доби исто така затворска казна, па нешто помина во затвор, па по болници, па ваму, таму и така натаму, на крај апелација го слободи. Односно досуди таква казна која практично се изедначи на времето поминато негово што по затвор, што по болници, што дома, така натаму, условни отпусти, така како се викат веќе тие. Истото ќе се случи сега. Конвертирам потека, и тоа не е голема филозофија да се предпостави. Значи, ако сега додели 5, апелација ќе смали на 3 години и после некако тоа ќе се направи со некој условен вамо таму или едноставно веќе ги одлежал. И не ми е криво, бидејќи ја во принцип не сум апсаджија, не сакам никој да пати. Ако некој мора да иде во затвор, ако на Бокеве, ако мора да биде во затвор, постојат алтернативни начини на служење казна, дали таа на ногица, што ја викаат, би му ставил една алка на ногата, ако мора да лежи, сега може би таа обична алка мора да биде Луи Витон алка, не знам дали Луи Витон произведува алки за затвореници, али ако не еве им идеја. Добро, еве Гучи. Ајде барем ќе Гучи барем да биде, да не биде тука. Ќе се седи дома, ќе си плаќа за алката, како Цеца Ражнатовиќ што плаќаше за алка своевремено, она беше осудена за некоја даночна афера во Србија, одамна беше тоа. И просто зошто да лежи човек да се пати и да има проблеми со здравјето, вака ќе си плаќа, добро ќе биде за државата, за системот, зборуваме за криминалот, финансиска природа, перење пари и така натаму, зашто е осуден во случајов. Така што не ми е криво, не сум апсанџија, не сакам луѓето да се злопатат.
Од прилика не сум бил одамна, како млад новинар сум бил во посета на затворот Идризово како новинар, нели? Но гледам извештаите, таму е катастрофална состојба и во сите други македонски затвори. И зошто луѓето за седа... Еве, искрено да ти кажам, никогаш се согласив за криминалот на Велија да биде санкциониран. Но не се согласив со затворските казни. Зошто? Ја и гласно викав дека недозволиво е. Не може он да е над мене, над тебе и да прави што сака, прчија со цела држава, затоа што има моќен медиум. Он треба да биде санкциониран. Но да труле у затвор, не. Беше моќен, имаше многу пари и по мене. Има тука примери многу европски, јас извинам, имам многу време, па ќе да се идам. Моје согледување, дека такви луѓе не треба да лежат у затвор, дека такви луѓе со алка да идат да работат, да им се определи минимална плата за себе за живот, а се друго што ќе заработи, А1, чипсот, весниците, ово, она, сето тоа да иде за оштетените. Мислам, нема подобра работа. Што јас имам корист да го ранам Велија да ми лежи у затвор? Или Боки да ми лежи у затвор? Има пари, има камен. Нека работи и нека врати на оштетените. Орци си ги доби парите назад? Не. Ја последен пат кога го прашав, кога се видовме за Нова година, му викам, парите бе кај се? Вика, ти кажи ми. Како бе јас да ти кажам? Не знам бе, вика Јанко. Не се пронајдени тие пари. Има разни теории. Во право си, и јас сум на тоа мислење. Нели? Не зборам за убица, не зборам за силувачи, не зборам за тешки криминални дела, но за економија, дај нека ги врати парите. Ја ше треба да го ранам него. Испротивно на општото јавно мислење, расширеното јавно мислење, јас сум заговорник на многу поблага казнена политика од ова што имаме сега. И тоа знам дека не им се допаѓа на многу луѓе, кога вадам расправи вака мислам дека драконските казни во принцип предизвикуваат брутализирање на криминалот и ширење на појавата обратно од она што се посакува да се спречат. На мегало ниво ќе ти го кажам дека по Првата светска војна Франција што ја притискаше и Британија што ја притиска Германија толку како бидејќи ја изгуби, им се изроди Хитлер и фашизмот. Па после последиците. Дури и за човек истото е. Се слага. Така е. У ова општество еден Брейвик тешко би обстанал како во Норвешка, нели? Така е, да. Освен тоа, апропо ова што ти го спомна, ова изјава на Мицкоски, која веројатно парафразираше некаде и така натаму. Да, јас пак ќе речам спротивно на општото јавно мислење, се залагам и тоа не е тајна, ја водам една, да не речам дури приватна, али полуприватна јавна кампања за сменување на обвинителот Љупчо Коцевски, нели, државниот обвинител. Апсолутно. Кому сега имам и аргумент. Сам капитален аргумент имам врака, а тоа собранието ми изгласане до верба, нели, на интерпелацијата. Причините ги повторувам постојано и сега многу ми го кажуваат истото што веројатно го кажуваат со можеби погруп речник на Мицкоски, дека во едно демократско општество властите треба да бидат поделени независно од една од друга. Не. Тоа не е така. Тие што така го зборуваат грубо, тие не се разбираат во основите на политичкиот систем на едно демократско општество. Властите се поделени, меѓутоа тие не се независни една од друга, туку се во однос на меѓусебна контрола, чек и баланс. Значи, прво, затоа што една со друга се избираат. Ние имаме ситуација, сега да речеме во јавното обвинителство, јавниот обвинител на државата го избира парламентот. И тоа не е случајно. Ако не го бира парламентот, ќе мора да го бират како шерифите што се бират во Америка, да се бира на непосредни избори, не од другите обвинители, не сами себе да се бират, бе кај го има тоа го нема нигде. Ќе го бира народот. Бидејќи имаме представничко тело, го бира парламентот. Мора да се воспостави политичка контрола врз
сите што ги бира народот. Бидејќи во вакви ситуации како сега, кога имаш Како што Трамп си намести свој обвинител, просекутор, како што си, нели, министри и така натаму. И во најголем дел обвинителството е дел или орган близок до извршната власт, не до законодавната. Или имаме еден парасистем, има тела Совет за јавни обвинители, па ваму има судски совет. Тие не се тела кои ќе ја скријат, кои ќе ја оддалечат, кои ќе направат судската власт, кои ќе направат судиите и обвинители независни од било каква политичка контрола и влијание, и тогаш луѓето ќе прашаат, добре, кој е виновен сега што не е вакво судството? И сега Мичковски може слободно да им каже, па они сами себе се бираат, па они нема, вие ако ние кажеме вие скокате против. Абе ти си власт? Да. Ти смени го? А не викат, овие ни врши притисок извршната власт. Значи, спротивно на мислењето, јас се загам имено да се врши притисок, ја не сум никаква власт во државата, освен символично, ние сме зашто седма власт. парламентот не може да го повлече или да избере нов? Парламентот не во конкретниот случај процедурата е вака. Прво, владата, извршната власт покренува иницијатива, тоа се случи. Советот за јавни обвинители, тело кое е као нешто независно тело, некој хибридно тело, кај што има и од обвинители од власта не луѓе, треба да даде мислење, даде негативно во однос со барањето на владата и на крај тоа мислење, заедно со иницијативата владе оди во парламентот, каде што парламентот гласа и избира и решава го менува или не го менува. Ако го менува и така натаму. Ние сме сега пред седница на парламентот. Пред да се случи таа седница на парламентот, се случи пожарот во Кочани, таа голема стравична трагедија. Утрената јавниот обвинител оди на терен во Кочани, ја презема контролата во своји раце и ја го разбирам политичкиот мотив и порив на Мичковски и на сите други. Добро, сега ја запираме постапката, се запре постапката, за да не се спречи истрагата, да не се влие врз истрагата, бидејќи ако некој рече шај сега да го менуваме обвинителот, тој ќе кажат, па вие тоа го правите за против истрагата на Кочани, против. Тоа е дел од манипулативната логика. Подкастери што зборат сега опозицијава, дека власта е у суштина за све виновна за Кочани, а претходната власт апсолутно ништо. Власта е виновна за една крупна работа за Кочани. Освен можеби за делови од локалната администрација, полицајци и инспектори кои биле таму во текот на настаните, апсолутно не ги ослободувам вината, без оглед дали се, не знам, ВМРО-вци ли ги поставиле, СДСМ-овци ли ги поставиле, не е важно, тие се виновни, но извршната власт и владата по мене е виновна, и тоа го пишувам неколку пати, затоа што кога веќе слегна ситуација, кога фати, како да кажем, кога се избра, кога почне истрагата, не ја доврши работата, не го смени обвинителот Кочевски. Затоа што ќе се покаже, и веќе и слушам коментари, и читам некои коментари од бранители, ќе се покаже дека обвинението што е срочено, србите имаат еден термин мањкаво, значи е со слабости, со недостатоци, сериозни недостатоци. Па нели со ИРЛ сега тоа се докажува? Јас толкувам намерно, затоа што поентата е утре тоа обвинение ќе отиде во судот. Колку што јас знам, обвинети се, некаде прочитав бројка во овој момент 38 луѓе. 38 обвинети. Сите 38 луѓе ќе се бранат. Бидејќи нормално тоа им е. Тоа ќе биде маратонски процес. Тоа се 38 адвокати. Сите тие адвокати или најголемиот дел од нив добро го разбират правото, особено ова е од правнички аспект, не е некој комплициран предмет, драматично комплициран предмет. Разбираат нема докази, дали се доказната постапка во ред, дали е страгата во ред, така натаму. Се ќе биде ставено под прашање? Се ќе биде ставено под прашање и најважно од се, треба да го имаме факторот Кочани, градот на Кочани, луѓето, блиските на жртвите, нивните родители, нивните браќа, сестри, пријатели, кои ќе бидат незадоволни
природно незадоволни, гневни. Мислам, да не им е човек во, како Они да се кажам... не можеш да бидеш... Не може тоа, да. Не можеш да го замислиш, не можеш да сочувствуваш, можеш само Тоа е апсолутно, да наведнеме глава и да чутиме, бидејќи не сватливо е тоа. Значи, и од таа страна ќе има еден Што природен... они поминале и нивниот пекол. Тоа е едно природно незадоволство, природен гнев и не постои и идеално обвинение што нив ќе ги као задовликат што ни да, тоа е правдата, апсолутно, и сега замисли кога ќе се спојат сите овие енергии, на тоа се работи всушност, тоа е поентата, кога се спојат сите овие енергии, луѓето ќе бидат во принцип незадоволни. Тоа мислам тој филм ќе го гледаме кога ќе почне процесот после изборите. И кога ќе треба се истори тоа незадоволство, некогаш низ протест на улици и така натаму. Значи најголемата грешка на власта е што не го смени јавниот обвинител. Па тоа е една од причините кочени. Има многу други причини, затоа што многу процеси се уште сериозно се манипулираат од јавни обвинители, сегашни, бивши, една партија, една... Па, ја би рекол не партија, колку што штитат една структура од таа партија, раководна структура бившата, нели, кланот Заеви, да речем, јас ќе зборувам со отворено со име и презиме, зашто да не, и една структура која обвинители, која е поврзана, која потекнува всушност од поранешното специјално јавно обвинителство на Катица Јанева. Ние дури имаме еден кандидат за градоначалник што беше дел од СЈО. Тортевски. Не знам колку бил Тортевски. Демократија. Кандидат за што бил советник веројатно бил. Да, нешто бил, окей. Јас зборувам за обвинители. Јас зборувам дека од СЈО не може да биде релевантен фактор. Не викам да не работат, но не може да биде. Тој бил корумпиран. Тој треба сега деценија нешто да се покаже дека не може само заради звањето да ми каже види демократијата мене ми дозволува. Не, си нашол дупка. Добро, да не судиме за луѓето што биле структура околу. Може би давал некакви стручни услуги така натаму, Тортевски добар адвокат и некута не е спорно. Абе Џони, не можеш Геро. Искачам од нацистичка партија. Абе морав, готвев. Јанко, ти си работел у СС бригад. Абе бев готвач, кафе варев. Крај за тебе. Иди ќе работиш, семки ќе продаваш, ќе вртиш кочани, коштани ќе правиш, никој нема да те утепа, али ти си бил таму. Крај на муабе. Ти не можеш јавна функција да вршиш. Извини, малце викам. Те разбирам, Јанко, да, добро, окей. И викајте добро се празним, така на те начин. Јас само сакам да направам разлика меѓу да речеме еден таков лик и луѓе, јас вовека зборувам за нешто друго. Јас разборувам за луѓе кои биле обвинители во таа институција, во таа Франкенштајн институција, која требаше да биде нели тортата на македонското правосудство, нешто за покажување, а Катица Јанева требаше биде црешата на тортата. Тоа не што ми рече ти во емисија. Утре ќе ја пуштам репризата со тебе кога дојде овде. Ти кога те праша, добро, зошто е одбрана Катица Јанева таква каква што е? Токму заради тоа ми рече. Да. Токму заради тоа. Да. Да имаш 5000 евра плата и да паднеш на тросет. Се шегувам. Геро прерика. Добро. Катица Јанева беше, да се разбереме, се подсетиме, беше правосилно осудена, правосилно осудена, не е заменета казната. Можеше да биде, можеше кралица, не кронисана. Не можела да биде, ако можела ќе било. Да работеше кој што треба? Сега. За тоа зборам. Ја пак ќе го речем тогаш, што сум го рекол тогаш. Избрана е за не работи како што треба. Тоа е поентата, затоа што таа институција, види, ние во оваа држава имавме обвинителство за гонење на организиран криминал, имаме и сега. Имавме нормално обвинителство. Значи, во сите држави постојат. Тогаш се измисли на специјална институција, специјално за да ги исследува и да подготви обвиненија за кои произлегуваат од индициите од бомбите на Заев. Надвор од тоа што јавното обвинителство кое мора да работи по закон, овие работеа по сопствен надзор. Надвор од
сите правила и узанси на судството, бидејќи и тогаш и сега важеше член 12 од Законот за кривична постапка, кој вели дека докази прибавиле на нелегален начин не се докази. Се најде, се правеа грешки, 300 сум го објаснувал тоа у детали како се правеа глупости за овие така наречени докази од бомбите, прислушкуваните бомби. Да, за кои ботовите уште викаат тие се доказ. Да, кои беа бидици и сега овие што се дури и прислушкуваните материјали како во случајов со Кочлени, тие се ако се легално прибавени, тие не се докази, тие се само индиции врз основа на кои треба да се прибираат докази во некоја постапка. И тогаш се измисли, тие стана докази, се создаде обвиненија, да те почетам едно, да не претерам, ама еве, 3/4 од обвинението беа, како што велам ја, со недостатоци, мањкави, сум гледал, сум пишувал за делот и обвиненија. Стории, тоа ми се зема сега Сашка Цветкоста ми вели, овој пишува само за олигарсите. Кој нормално да се дружам за олигарсите, се дружам сега со било кој и така натаму, се шегувам. Пишувам за тие предмети, бидејќи сум ги гледал тие обвиненија со своите очи. Тоа се шокантни дела. Обвинението против Трајко Велјански, кој не е баш олигарх, али беше еден обвинет, и во друга постапка се едно, во врска со настаните организатори на 27 април, речеме, е напишано на половина страничка. За јас се нафатам да пишувам за тој ке Трајко, кој не го познав пред тоа, мислам, не го познав добро, онака се знаевме. Викам, така морам да се убедам сам себе да го видам обвинението. И он ми го дава обвинението, го читаме заедно, ја не сватив, мислам, ќе ми го даде дома да го читам, пошто чекав тоа да видим која книга. Нешто сериозно, нели? И гледам пола страница, викам, добра, а камо друго? Тоа е све. Тоа е све. Тоа е се. Тоа е се и доволно. Врз основа половина страничко обвинение, еден човек беше обвинет, ако не се лажам, 9 години почетокот или не знам како беше, за тероризам. Неверојатно нешто. Додека му бев омилен на Латас, не сум му више, нешто сум направил клизечи, му се извинив, али не ми прашта, се едно, негово право. Иако приватно му се извинив, ми забрани јавно да му се извинам. Нешто сум рекол, нема врска. Нешто за мене лично ова. Кај мене рече, ека, сите тие илегално докази, прислушкувани, што ги слушавме, намерно што ги пуштам, па дури и овој Палевски психопат, што ги пушташе и така, се искористува само за една работа, за рекет. Бо викам, од каде знаеш? Затоа што вика, дека на негова блиска особа, се не смеам дури ни да асоцирам која е, иако го кажа во емисија кај мене, но еве од почит кон него и неговата фамилија, вика, давани се фотографии, фотошопирани, направени, монтирани разговори за негови неморални деланија и испраќани на блиски негови. После тоа, ја уште тогаш бев усител, викнат беше у амбасада. Амбасадорот му рекол, ова е стварно недозволиво, што да направиме. Вика, Латас наводно му рекол пред сведок на тој состанок, му рекол, тие треба да ги одземете, да ги забраните и да не се користат. Затоа што, еве за што се користат. Мене, како новинар, за инкриминација моја лична, морална и етичка, дури не е ни рекет за пари, него да се... Види, Јанко, да му се уништи семејство, да му се уништат односи и така натаму. Тоа беше еден општ воеризам во Македонија во тој период и ако е за нешто виновен Заев, кој го прими тој материјал официјално од Катица Јанева, е тоа што дозволи Заев и луѓето со кои се работуваше во тој период, луѓето кои ги обработуваат тие материјали, што дозволи да, или што намерно го направи тоа, тие материјали завршат во раце на разни луѓе, кои потоа ги лиферуваа по разни
профили на YouTube, не знам каде, по социјални мрежи. Мене ми беа понудени на пазар на едно време се продава, слушав и во Косово, во Приштина, на цедиња. На Битпазар. Ја ги имам видено. Ми беше страв да ги купам, да не ги најде некој кај мене, кого ќе го боли глава. Се продаваа, Геро. Тој обшверизам направи огромна штета во македонското општество, на некои луѓе им ги зацрни кариерите. Например, еве ќе сетам на ликот на една, секаде слушавме на таква снимка со Еремира Мехмети. Може различно какво тако мислење да имаме за таа жена, не е битно, која ја познава, која не познава, малку сме ја познавале веројатно. Јас навистина сосема малку, но таа беше пратеничка кога се лажам во тој период. Беше политичарка во надоаѓање. После таа снимка нејзината политичка кариера заврши. Кој беше јавниот интерес да ја слушаме таа снимка? Нула, ништо. За каков криминал се зборуваше во таа снимка и во многу други такви снимки? Ништо. Немаше ништо. Просто се потикна, бидејќи реално тоа беше една од тој воеризам, беше од една моторните сили која создаде енергија во народот, која после беше искористена нели за во шарената револуција со огромен власт и така натаму. Една гостинка кај мене изјави дека ние власт сручивме на оговарање. Не на реална вака напред, на трач муабет. Тоа беше чист воеризам или трач муабет. Така е. Ние не гласавме за програми, не гласавме за овакво, окей, време беше Груевски да се симне, 10 години, доста му беше, секому му е доста и за Вучич викам, нека се тргне више тумаче и Путин мора да падне кад-тад и Трамп ќе падне. Добро, има начин како да се прави во демократско општество. Да се вратиме на ИРЛ. Што ИРЛ извади по тебе како заклучок во нивниот документарец, еве да се правам дека не сум го гледал, и како дојде ти до тие факти, не мора детали, ти си знаеш како ќе си го објасниш тоа, да го објавиш тоа што го објави. Види, Јанко, не е, барем во новинарските кругови и во некои други кругови во Скопје кои се малку подобро информирани, воопшто не е тајна, не беше тајна дека и беше дури јавно објавено дека еден дел од актерите на Кочанската трагедија, нели, собствениците на дискотеката Пулс, младиот газда, синот на газда Деко, нели, некои други локални функционери од УЈП, полиција и така натаму, дека им беа одземани телефоните, вршени се, кога ти го земаат телефонот во истрага, се знае што се прави форензика, се симнуваат снимките и така натаму, пораки, се она што треба. Сега, како што слушам, има сериозна, уште посовремена опрема во службите и стражните органи, така што баш и не може да се скрие на едноставно со бришени или не знам како. Значи има начин за форензика и тоа беше јавно познато и тоа така се прави. Сега, оно што сакам да нагласам е дека ако со нешто имаме минимална согласност, начелна согласност, јас, да речеме, со мојот став и обвинителството кое го тера случајот, е следниот. Треба да се направи разлика меѓу актерите, осомничените, обвинети сега актери, на коим се става на товар кривичното дело предизвикување општа опасност, значи конкретно за пожарот на тој и тој ден, и други казниви дела, поврзани со таа дискотека, со тој објект, кои се вршени години пред да се случи настанот, не знам, затајување данок, проблеми со обезбедувањето лиценца, можеби перење пари, веројатен подкуп и така натаму, тоа сите се казниви дела, но реално не постои причинско-последична врска меѓу тие дела со самиот настан. Или вака грубо, грубо вака да кажеме, ако, например, до дента пред пожарот, кој камо среќа да не се случеше, се разбирам, до дента пред пожарот, сите овие дела
за кои индиции се овие снимки, овие доказни материјал што го обяви делумно и ИРЛ, ова делумно е важно, што кажувам, делумно и јас, во еден помал обем, се разбира, за да направам поента, тие се случувани во годините пред тоа. И тие луѓе, тоа се индиции, истрагата треба да води, да ги испитат тие индиции, кога ќе утврди докази, треба да ги гони тие луѓе. Некои за кривични дела, не знам, даноци за тајување можеби, некои за несовесно вршење во служба, злоупотреба на службена положба, перење пари, не знам кои се друго кривични дела. Но не може тие луѓе да ги гониш истовремено за дело, например, сторено 2018, 19, 20 година, да ги гониш за предизвикување општа опасност, за пожарот, ако тие немаат апсолутно никаква врска со самиот пожар. И самиот процес ќе биде преоптеретен со маргинални работи. Да, и не може да се извлече тука, не може да се извлече. Тука начелен став има обвинителството, меѓутоа зборот, ја не сум го видел обвинението и се нервирам, не го земам специјално да го прочитам, може да го прочитам од адвокатите, може да го земам обвинението, затоа што се знам себе, ќе почнам да го касапам и ќе направам хаос со тоа обвинение, бидејќи тоа што ми кажувате дека обвинението во таа смисла е сериозно манјкаво. Читав кај една адвокатка Јошевска Атанасовска, нели, некои дека се вадели теории за верижна некаква одговорност и така натаму, нешто што е нонсенс во правото. И сега чувам себе, не сакам да го правам тоа, овој пат им оставам на правната фела, стручњаците да сами да го анализираат, на крајот на кришето ќе ми да работа. Ти имат клиентите. Сега, во документарецот на ИРЛ се вадат докази за тој настан поврзани со овие други действија кои се однесуваат на овој тип на други кривични дела, не со самиот пожар. Односно, тој дел од материјалот на ИРЛ мене ме интересира. Особено овие транскрипти од снимени разговори. Обвинителството после призна дека постои еден специјален извештај со сите тие транскрипти од сите снимени разговори и тие се дадени во судот. Значи, отплика меѓу тој што ги прави транскриптите, обвинителството и судот на таа релација треба да се бара човекот кој решил, свиркачот, како викаме, whistleblower, нели? Свиркачот кој решил, така ја запознаеме една истражувачка лабораторија, може би најчесна е намерата, не велам не. Се сомневам, искрено, бидејќи... Ама доста се оградуваш. Биди директен, слободно. И ке објавен е тој материјал, што е поентата на приказната? Што збори анализата? Не е неточна анализата на ИРЛ, тоа го пишам и во мојот текст. Што е анализата? Младиот газда, инспекторот Дацо на УЈП, од Кочани, познат лик, и така натаму, и кој е брат на председателката на кривичниот суд во Скопје, во моментот. Сестрава не е спомната во конкретни никакви дејанија, но Дацо и овој младиот дечко Михаил на Газдадеко, меѓу себе разменуваат сериозна комуникација, зборуваат, не знам, вака ќе правиме, така ќе правиме. И некои други ликови таму, има и уште инспектори, така натаму, вадат во приказната. И са поентата, анализата завршила со приказната, овој е брат на оваа, таа судиката своевремено се оградувала од разни предмети на штета на ВМРО, значи е ВМРО-вка. И отприлика тука е проблемот. Случајно или не, јас имав иста можност, сам познавам некои луѓе кои беа вољни, желни да и во мој рад се дојде дел од тој материјал. Одби во старт таква работа. Што одби? Да земам бомби овие, такозвани транскрипти, разговори, докази, така натаму. Тоа е работа на истрагата. Да, имав дојава. Имав дојава дека ако сум заинтересиран можам да ги добијам враце. Фала, не. Оти за рекет, утре ќе иде репризата, кажуваш како си се сретнал со свиркачот, како си имал разговори, така натаму. Да. Овдека нема да кажувам такви работи, затоа што во принцип... Ти не го кажат ни до ден денеска тој свиркач. Да, нема ни го кажам, се разбира, бидејќи не е ни свиркач, крајна линија. Јас одбив да учествувам во
како да кажам, да имам еден таков материјал во раце, да го вешточам и од тоа да направам приказна која во основа ќе има политичка боја. Тоа плачат твоите колеги за такво нешто. Нека плачат. Јас не сум, сам не сакам да бидам ексклузивец од таков вид. Сега и јас да ти кажам. Океј, мислам дури сме пари да ми дадат. Сега сме малку и стари за ексклузивци, јас барем за себе зборам, не бркам ексклузиви. Така му реков на човекот, викам ми извини, викам прво не сум истражувачки новинар. Сега тоа го ставам секогаш во наводници, бидејќи знам што сум тоа во приказна. Да. Океј, не си, ама си, Геро. Добро, ама јас имам мои стандарди како се. По стандардите кои денеска се признаваат, за тоа што е не знам, што е истражувачко новинарство. Како јас сум еден грло за Никсон. Така се гледаш? Не, баш не се гледам така. И немам такви амбиции, ниту сакам да глумам детектив, ниту уште не види, немам ни реално за човек да вештачи, да направи анализа врз основа на материјал, треба да биде експерт за таа работа. Види сега, еден детал од материјалот што ја го открив. Чисто да сватиш колку е тоа комплицирано. Таму се спомнува дека некој инспектор Никола, виш инспектор или началник, да бидем прецизен, началник во УЈП, кој е брат на пратеничка Маринела Тушева, зет на министер Бојан Маричич, според меѓу себе се овие ликови, локални великови, локални великови си сработуваат меѓу себе. Не зависи кој е за левица, кој е за десница, кој е за горе, за оваа партија, за онаа партија. Си бараат чаре во Скопје и вика тој началник не попушта, вика. Овој младиот газда вика не попушта за некоја казна. Во други разговори се спомнува за казна од 40.000 евра и сега валјда бараат овие чаре. Така сега јас заклучувам на прва овака, дека бараат чаре како се симне таа казна и да се спасат луѓе. И сега овој не попушта. Он може и не попуштил до крај. Јунак, ама сега види, контекстот е многу важен. За да се знае што било, како било, треба прво да се знае зашто била таа казна, како била таа казна. Он не попуштил моментот, а после попуштил или не. Па тие викаат дека знаеме само еден момент во времето и просторот, ама што потоа и што било пред тоа не знаеме. Не знаеме. Значи контекстот. Па они викаат, стигнавме ние до Оливер и Спасовски и до не знам уште еден и до Боцварски, ама до други веса до Маричи не стигнале. И са Оливер после тоа демантира, во мрго прашува, кажи што било, како било, он демантира, ја не сум. Тоа е работа на истрагата. А не на новинарите. Апсолутно не е работа. Затоа што, пази, што ако човекот останал до крај и не попуштил? Всушност дело никакво не се случило. Не, небитно, не мора да шпекулираме. Ама не е наше, не е ни мое, ни твое да донесеме пресуда. За разлика од нашите колеги кои искачат, не бе вика, тој е крив, Перо е крив и крај. Ама не, ја имам докази ова, она, ваму, таа. Наместо да збориме за факти, наместо да ги изнесеме, ние збориме за вакво. Што ние заклучивме од документарецот на ИРЛ? И заклучивме дека власта е виновна, дека има врски, дека ова и така натаму. Сега, ќе повторам, она што го кажав преска. Во еден дел, во целиот овој период, за овие настани поврзани со лиценцата за објектот, реконструкцијата, проверките, платиле даноци, не платиле даноци, гледам одговорност и кај луѓе, и тие се всушност обвинети дел од тие луѓе, од власта, од сегашната власт. Тоа не е спорно. Меѓутоа, да се разбереме, во периодот од 2021 до 2023, кога дискотеката имала најмногу проблеми, правила, во 2024 наводно е реконструирана. Не може власта да биде виновна. Не, па ние знаеме кај земале лиценца, видите. Не се заборавете. Бил и за ИРЛ и со тебе комуницира. Според моите сознанија, за нивниот свиркач не станува збор за иста. Значи, овде збориме два свиркачи. Веројатно два. Добро. Збориме веројатно и за повеќе луѓе што сакаат, бидејќи тоа е... Дали ти доби некаков материјал од твојот свиркач? Јас побарав материјал во кој ќе докажам на кој начин
се прави манипулацијата за блата. Во материјалите ги објавив, материјалите што ги имав јав, ги раскажав тие разговори, нагласив дека станува збор за индици, не ги вештачев. Не можеш да се правдаш. Важно е да луѓето да знаат това. Тоа се разговори што сега зборував за веќе 30.000 евра и така натаму за тоа. Па како си купувале на очери меѓу себе, па ој не знам кој модел. Луѓето го читале текстот, веројатно имаше многу прегледи. И тоа се луѓе од видите, тие луѓе, овие тројца, значи. Тој младиот газда, овој инспекторот, главно тие двајца, и некои странични ликови кои влагаат во комуникација, се договараат како да ги фанеме главниве у Скопје да се завршиме работата. Што е штосот? Главниве во Скопје. По природата на нештата, во тој период се СДСМ на власт. Значи, и сега Ирала го вади овој документарец тактички, стручно, откако веќе бившата градоначалничка заврши со целата Рашомонијада, завршија, нели, ова со... Мислам, мене ми е све ово, јас знаеш како го гледам, у кампања го гледам. Не, ќе се доискажеш, имаме време колку сакаш. Завршија пожарите, завршија несобирањето ѓубре, заврши све ово, навамо и таму. И едно затиши и одеднаш искаше Ирала и вика власта е виновна за пожарот во Кочани. И сега ти викаш time warp, што се случувало во земјава од 2017 до 2024 година, тоа е неверојатно. Да, и нема врска. Арно, ама, и беа многу комотни и мислеа дека ќе направат некаков земјотрес. И, да речеме, тоа им добро им дојде во грб на опозицијата, бидејќи овде не збориме за некаква правда или сатисфакција за настраданите и за нивните родители. Ние збориме за мое гледање, јас се извинувам, класична кампања пред избори. И одеднаш они моćни, 5 дена пред молкот, искача Геро и им ја растуре цела шема. И сега прво што почне, ти врска немаш, ти си ружен, не знаеш убаво да збориш, врска немаш, женска немаш. Мислам, стварно гледам, моите заклучоци се токму тоа. Сега ти вадиш аргументи. Ти немаш избор освен да збориш аргументи, да збориш докази, да збориш право и така натаму. Ама ја јадам бурек. Ја гледам малце подалеку слика и викам, чекај, не ме кили у мозок, don't fuck me. Јанко, јас сакам да покажам и во тоа успеав се разбира со факти и со аргументи, кои се во самиот текст, дека ако од целината на тој материјал за кој ќе повторам по милионите пет треба да работат истражните органи, судот, обвинителот така натаму, не новинарите кои не се стручни за тоа, во ниедна држава тоа не е стручни, не постои таква струка, или освен ако не се не знам што, супермени, а не се. Па нели новинарите треба да вадат вакви работи? Не. Тие може, не. Наша обврска како новинари, да речеме во конкретниот случај на истрагата за Кочани, тие таму тврдат, Сашка вели, Геровски вели дека истрагата не е наше да истражуваме за Кочани и не било тоа јавен интерес. Ништо тоа не е така. Ништо тоа не е така кажано. Што е јавен интерес? Ние треба да извршиме како медиуми, како јавност, како невладини организации, како политички партии, ако сакаш, како обични граѓани што се собираат на слави на ова, треба да најдеме на секој начин извршиме притисок јавен врз истражните органи, врз одговорните, врз обвинителството, својата работа, да ја работат одговорно, честно, истрагата да ја завршат професионално и да најдат кој е виновен за трагедијата. Се друго е манипулација. Кои нивни манипулации и факти ти ги растори со твој доказ? Види, ти приказната нивна, како и повеќето граѓаните се разбира, значи овие сега на власт се виновни за трагедијата во Кочани. Тоа е, не велам дека тоа е била, не сакам да помислам, дека седнала Сашка Цветковска од ИРЛ, седнала, мислела и смислила таква една манипулација, ставила на хартија, бидејќи тоа така и не е напишано, јас морам исто да бидам прецизен. Но, тој впечаток што се создава, може би била задача на
желба на нивниот свиркач или свиркачка, да не дискриминираме по родова основа. Три пати го кажеш ова свиркачка. Па, чувствителен сум во последно време. Да. Многу си чувствителен. Да, многу сум чувствителен во последно време. Многу осетлив. Фластерче едно ако имате да донесете за по родова основа сме чувствителни. Да. Можеби тоа било власт у Америка, не се демократите на власт. По нејзина, да речеме, или негова на свиркачот или свиркачката идеја или дозвола ми една таква варијанта да е некаква заедничка одлука, дури дозвола ми варијанта и да е случајност. Што сакаш да кажеш? Сакам да кажам дека не се прави тоа никако случајност да е. Мора да седнеш и да сватиш што ќе предизвика со тоа. Затоа што на крај твојата теза, твојата приказна е лажна. Затоа те контактираше после нивниот документарец свиркач те контактираше? Не, после јас го контактирав за тоа. Претходно ме контактираше свиркач. Ја реков не фала. Пред нивниот се разбира. Те контактираше. Истиот материјал е понуден, Јанко. А истиот материјал е понуден и кај тебе и кај нив. Ја тврдам уште на 10 адреси во новинарски адреси во Скопје, веројатно, препоставувам. Никој не прифатил освен Иран? По тебе? Не сум до сега не ти се појавило на радар. Неам читано, може би се дадени и шарети, нели, пораки, но беше порака, никој не дошол со торба материјали, па еве земја ако сакаш, не. Ама ако сакаш, може. Фала, некјум, зашто? Затоа што имам истрага. Да е ова пазарно, да рече некој, слушай, објави го, ова 20.000 Толку? евра. 20.000 евра. 20.000 евра. Добро, 200.000. Колку е цената за вакво? Малку ми е 200.000. Малку е 200.000. 20 милиона. Тежок пазар ќе биде тоа, Не, јас се извинувам што карикирам. Не карикира, зборувам со човек кој од новинарство направил 1 милион евро во животот, па тоа не е малку, нели? Молим лепо, па што да правиме да едно стотчеве да му се не виде, до први бе. Може да направи. Нема продавање. Ни вети кај твојот спонзор ке ме носиш у Велес, ништо. Гола вода, да отидам, да се чепнам едно банерче, ништо. Па ја како ги заработи пари, тако да, ако деле стотчиња, овака и така. Се шегуваме, се разбира. Нема за тоа пазар. Овдека влогот е многу сериозен. Сериозна работа. Дали ова ја пореметува целата истрага или е само пред изборна перцепција да се смени? Не, мислам дека повеќе ова второто, што го велиш, не ја пореметува истрагата затоа што ќе те потчитам што рековме пред малку, значи сите овие дејанија за кои се зборува во овие странични докази, снимки, односно транскрипти и канатаму, се однесуваат на дела кои немаат непосредна причинско-последичка врска со самиот настан. Значи, нема доказ, нема снимка за, не знам, несувањето на пиротехничкиот материјал за самата вечер, барем, може би, има во оној материјал ноќта, што е сниман, кога се снимани разговори, не знам, до мене такво нешто не е допрено. Овие работи се, како ти кажам, во моментов дека зборуваме јас и ти, додека тече емисијата, не сме ние наивни, ни ти ни јас, и знаеме дека во Скопје има бар 5 локали во кои газдите, обезбедувањата, нивните спонзори, разговараат со инспектори во ЈП, со разни инспектори санитарни, вакви, такви, и ги решаваат проблемите на локалите, кои се константни. Дел од проблемите се предизвикани. Кај висат инспектори и така натаму, па по тие локали таму висат, пијат кафиња, ова и така натаму, и тоа се случува постојано. Ако не се случи, дај Боже, ништо во било кој од тие локали, нити е никаква лоша работа, ние утре нема да знаеме, нема зборуваме, како што денеска зборуваме денеска дека некаде се случува тоа, а знаеме дека се случува некаде. Да те цитирам. Твојата анализа под наслов: во комуникација со младиот газда на Кочанската дискотека, на смртта и на инспекторот Дацо пулсираат звучни имиња врвот на СДС. Зошто свиркачите ги скриле разговорите во кои се спомнуваат Оливер Спасовски, Благој Бочварски, Сања Лукаревска, Бојан Маричич, Маринела Тушева, е објавена на порталот Плюс Инфо до овој момент кој има 25.000 прегледи. Значи, истите материјали и кај тебе, и кај нив, со тоа што? Ја не знам кои материјали ги даде кај нив. Чекај се.
Ти сега викаш, зошто се скриени? Значи, алудираш чисто дека они ги имале тие материјали до кои ти си дошол, но они не ги објавиле со Оливер Спасовски. Јанко, да бидам прецизен. Еве ја прецизноста, тоа е да бидам прецизен крај. Во текстот пишува, и тоа е изјава јавна на јавното обвинителство после историјата на ИРЛ. Јавното обвинителство вели вака: сите снимки, докази од овој тип, за кои зборуваме и јас и ИРЛ, се собрани во еден извештај и целиот извештај е предаден на судот. Веројатно како правниот термин порано се викаше списи од значење за истрагата. Ако ова е влезено во истрагата и во суд, дали е компромитиран доказот со ова? Може да е. Фак. Може да е. Фак. Сега ја ќе викам и сега јас ќе чујам. Фак. Значи, што се направи, ако евентуално можеше некој да биде процесиран од претходната власт, сега може адвокатот да се повика, извинете, Геро ИРЛ ова го објавија, може е манипулирано, не може да биде како доказ земено и ќе бараат супер вештачење во кое овој доказен материјал не ќе може да помине. Јанко, нема да биде така, но да речеме дека сум сакал да и помогнам малку на претходната власт. Ја гледам многу амерички филмови. Во амерички филмови ова сум го гледал. Нема да биде така. Ќе го викнеме Сал. И не може да биде така, но да речеме дека мојот мотив бил да им помогнам претходната власт, да излезе Оливер Спасовски да каже, види, што збореле млади од газото, се може да зборат што сака, ја не сум вршил притисок врз полицијата во Штип, да врши притисок врз полицијата во Кочев. Не сум го правил тоа, тој човек го каже, тоа нема врска. Сега, дали било или не било така, тука е проблемот, Јанко. Не е мое да судам. Не е твое да судиш. Можеме да шпекулираме, можеме да предпоставаме. Можеме, ама тоа се трагата не значи ништо. Немој сега Коваско Попетровски судски одлуки не се коментираат. А ваму у Америка, у цел свет гледаме пред судови и протести заради одредени ова, само у Македонија ние не можеме да коментираме. Немој бе Геро, немој со таа комуњарската одаеден што ја истера дека ние не смееме да коментираме затоа што судот ќе го каже. Не, ние треба да коментираме. Ако го пуштиш Џо Роган, ако го пуштиш Такер Карлсон, ако пуштиш Фокс телевизија, CNN, па коментираат Вупи Голдберг ќе ја донесат и ќе каже не бе таа судска одлука е погрешна, Доналд Трамп требаше да биде стрељан и така натаму. Тоа е демократија. Ние мораме да дебатираме. Ако не, дај бе ќе си правиме муабет овдека за цртани филмови, за новиот филм на Дизни Трон, феноменален, вчера бев у кино, уживанција. Јанко, ти си во право со тоа што тешко е дека мене баш може да ми, како вела тоа, да ми замериш дека не коментирам и не зборувам за ваквите работи. Те разбирам. Совршено, сакам друго да ја објаснам тоа што ме праша. Каде е манипулацијата евентуално во приказот? Значи, кога ќе извадиш дел од тој материјал, кај што се спомнуваат, како што викаш ти, Оливер Спасовски, Благој Бочварски, Сања Лукаревска, Бојан Маричи. Сега некој може да ми рече вака. Ти го слушна овој материјал, ти го виде овој материјал, дека они се спомнати во тоа. Не го слушнав, го видов. Го виде. Сега, што е поентата? Но тоа го нема кај ИРЛ. Го нема. Значи можеме да заклучиме дека истиот материјал го имале ИРЛ, ама намерно го прерипале. Дали му дал свиркаш од истиот материјал, не знам. Јас не барав цел материјал. Не ме интересира цел материјал на обвинителството. Кој ќе го чита? Некој ќе го чита. Се знае кој ќе го чита, ќе го чита истражните органи, има тоа кој да чита, има обвинителни суди, нека читат, нека работат. Јас сакав, бидејќи препознав во анализата на ИРЛ, не неточност. Сега ли се палат, се возбудиле, знам зашто е возбудата. Да, кукавичко новинарство. Да, драмат. Сега упаника се. Зошто? Зошто се упаника? Зошто драмат? Затоа што се убедиле, очигледно, дека штом јас доваѓам до ова, знам кој е свиркачот. И сега ми ја знаат наравта дека ако ми пукне мене филмови, сега ќе кажам кој е, не го правам тоа. И што ако го кажа? Поздравувам свиркачот или свиркачката да не се секираат по 5-16. Нема да ја кажам. Кој ќе му биде свирното ако го каже свиркачот? Па и на свиркачот веројатно ќе му биде свирното. Што ќе му биде свирнато? Не знам.
Не знам, али ќе има свирка. Куршуму врат, куршуму уво. По български ќе има свирка после. Ќе има свирка. Ќе има свирка затоа што види. Они се насекирани за да го заштитат свиркачот? Предпоставувам. Твоја предпоставка. Предпоставувам. Или затоа што дерогираше нив, затоа што им направи час по анатомија и им го скина чаламот. Може би тоа, ама верувај, сега Сашка никако не ми веруе, што да кажам. Еве, тебе ќе те само вериш. Не биле никад мене мој таргет ИРЛ. Ало, ИРЛ биле поканети во емисија. Сашка била поканета во емисија. Знаеш како сум одбиен? Као мрсул вака. За истата вечер кога беа поканети да отидат на Телма. После тоа и исклучиво се појавуваа на партиските телевизии на СДСМ. На друга телевизија, на Алфа нема да ги видиш. Нема да ги видиш на друга. Значи, само на тие. Или, бидејќи ја нели сум ја груевист одбележан со крстот на чело, ВМРО и така натаму, кај мене не дојдо, пошто е дегутантно. Види, Јанко, во еден период... Значи, ја можам да заклучам дека се бијас. Види, Во ред, тоа е моje право, на моje мислење, може би не сум во право да се оградувам како тебе. Одма да кажам, јас сум прво се трудам да бидам колегијален према, иако во една изјава Сашка Цветковска изјави дека не ме признава мене, Лата, се уште не за кој за колега. Океј. Добро. Океј. Па тоа е елитизам. Ало, беше од таа страна. Добро, па ти знаеш арената револуција и СДСМ. Само еден е изборот. Само луѓе што се од СДСМ, блиски од партија и што се ушупакот кај Бранко, кај нивните, само тоа се ценети авторитети. Сашка Цветковска е моја бивша студентка. Значи јас сум ја воведувал во новинарските води. Ништо не си направил. Ја на луѓето им давам занет, им покажувам што треба да знаат од невестото, не можам да им дам карактери, не можам да им дам домашно воспитување и така натаму, тоа е нешто што има други што треба да го прават во животот на луѓето. Тоа не сум го правил со никого. Просто не можам, не сум за тоа задолжен. Нити пак како некој обседнат со мене, јас сум не сум стручен да се решавам со каков дури и она ти вика дека немаш капацитет, нити ги разбираш вештините потребни за истражувачко новинарство. Може да вика она што сака, али на пример колку имаат капацитет, таму кажува што во нивната анализа они не успеали да ни мојата позиција во Плусинфо да ја кажат, вели, ко собственик на Плусинфо. Не сум ко собственик. Главен уредник, не сум главен уредник. Не, ова покажува дека се малце нервоза, на брзина е пишувано, трчање и така натаму. Омаловажа. Тоа е типично Сорос новинарство. Омаловажи го противникот, исме го, спушти го доле. Геро, ти тоа не го осети, ја го осетив на моја кожа. Ја бев така прогонет. Јанко, сега да не кажам ја што осетив. Добро, ајде. Од аспект на прогоните, тоа е стара една приказна. Ама ти милион осети, ја не осетив милион. Добро. Ту, како 25 стапа по душ турб не болат, нели, така. Не е битно што сме осетили, Јанко. Тоа што јас сум го осетил во животот, ти што се го осетил, тоа ни било у опису и попису службе, како се вика тоа. У року службе. Тоа кај дедо Петар ќе се објасни. Кај дедо Петар ќе се расправаат тие работи, што било како било. Сакам да кажам дека во конкретниот случај и во претходни случаи, како да кажам, немам ништо кога се појави ИРЛ и овие приказни од почетокот, нели? Ја добивав, не знам, чудни јавувања од некои мои колеги, од некои бизнисмени. Нели, јас се дружам со олигарси, не велат, само се, окей, со олигарси. И ја имам пар. И ми се викат, зашто ти не го објави филмот на Сашка? Викам, како мислим, зашто не го објави филмот? Филмот е објавен. Што има ја да го објавам, 6 пати го објавиме, тогаш одеше на МРТВ. Демек, зашто не си дал поддршка? Да, треба го објавам филмот за да дам поддршка. Зашто не сум го пуштил ја во емисија? Да. Немам намера, окей. Ја еден тоа објавен и пушти во емисија. На Евен. Да, будала. Глуп. Ама брзо се свести. Викам, окей, ќе читаме, гледам и така натаму. Дел од приказлите кои биле важни, јас сум ги коментирал. Например, точно е дека сум пишувал за улогата на Кочан Ѓушев во трагедијата
модуларната болница во Тетово, нели? За таа некако нема многу, или за автобусот што изгореа 40 луѓе? Не, он има филм за тоа Ако, и се скршија филм. да докажа дека е Кочан Ѓушев виновен, не докажа, се разбира, бидејќи фактите зборуваат за нешто друго. Сасема друго. Во една друга приказна Кочан да биде жртвеното јагне, а не Не можеше никако да биде. Јас тоа го покажав, бидејќи покажав снимки од тие панели, како се горат, како лево, десно, како се тренираат и како ги вежбаат, како да бидат отпорни на пожари на се. Пази, тоа е од првиот ден наративот на СДСМ дека Кочан е виновен за болницата. Кочан Ѓушев, не Кочан. Кочан Ѓушев. Да, Кочан ми кажеш. Океј, има друг Кочан, нели? Не Сејат Кочан. Не Сејат Кочан, Кочан Ѓушев, да. Ангушев. За него збориме. За што ги јас ги покажав. Пази, тоа е од првиот ден. Инаку за тебе се изјави дека твоите објави се на ниво на Буревесник и Маријан Доказ. Што да правиме сега Буревесник, таму се објаснува нешто, остана Буревесник дека го решава тоа и на Маријан Доказ. Ама ова е типично она шарено. Ако два збора се согласат со нив, они се прогласени за идиоти, што може и се, може и не се, небитно, ама тоа тебе да те спуштат таму. Ова е Алински. Ова е точно Сорос шарена револуција. Види, Јанко, омаловажи го противникот за да чаламот му биде. Како беше во Гладиатор. Уби му го името пред да го убиеш него. Види, сакам да ти кажам една работа. Јас зборам управно, не ме слуша. Кога беше обвинет или осомничен Мечка, кажем го да името сега, од Инфомакс. Добро, океј, Мечка. Мечка, нели, нашиот колега, за нешто одавање службена тајна и така натаму, имаше протест пред обвинителството, јас бев таму. Беше таму. Независно што ја мислам за тоа новинарство. И беше кај мене во независно што сум бил клиент на Инфомакс. Новинар не треба да биде во затвор, не треба да одговара за она што напише. Кога беше апсен Маријан Доказ, јас отидов таму, се разбира, не ми дадо јас да вршам увид во претресот. Така. Отидов таму, видов дека има адвокат, поразговарал со адвокатот и заминав. По мене, требаше да биде таму представник на ЗНМ, представник некој друго здружение, јас не бев. У ЗНМ има... Кога Зоран Божиновски лежеше во притвор во Белград и кога се огласи нивното независно здружение новинари НУНС, а ЗНМ молчеше тука, се одржа на средба на едно тело совет на совет на старци, што би се рекло во ЗНМ, и таму расправавме дали... Совет за етика? Не, имаше некое тело совет на повозрастни членови на ЗНМ, и расправавме за тоа, ја инсистирав. И после се огласи ЗНМ со соопштение кај што се побара да не биде во притвор Зоран Божиновски. Сега, со Зоран Божиновски, со кого баш и ако не сме имали некој, има може би лошо мислење за мене и така натаму. Не е важно тоа. Кога Томче Кежаровски беше во затвор, ја бев еден од организаторите, бев на сите протести. Апсолутно му даде најголема поддршка. Апсолутно, иако може многу да се дискутира за неговата вина, невиност и така натаму. Просто тоа е на заштитен сведок. Ја пазам на лични лојалности во животот, иако не сум бил пријател со ниеден од овие. Јас се согласувам. Објавување, но треба, ја се согласувам да одговара дека објавил заштитен сведок и да си соодветно да се биде казнен. Но за тоа не се лежи затвор. По мене. Апсолутно. Кога се водеше но кога дојде обратно, кога се водеше процес против Слатас, не мрдна, не ме интересира. Не, ама не треба да те интересира. Лично ме интересира. Ама нема, затоа што сега ќе дојдеме до другарти во кои се крстеше, кој у кофа сецка тело и треба да се фрли. Ичне ме интересира. Јанко, јан не сум го правил тоа заради нив и заради нивните дела, недела и така натаму. И си го правил заради принцип. За себе сум го правил. Мене јас сум го правил заради принцип, затоа што треба да отидам дома, треба да погледам на моите деца во очи и така натаму и утре можам да кажам, како што кажам сега, Томче кога ја таму идев и му кажав, еве го Заев е жив здрав уште, може да го поздравиме, може у Дубај, може не гледа, ќе види мисијата и сум рекол на Заев сум барал, ако не дојде СДСМ на овој протест пред судот беше тука во тој период како партија, дека се појави,
Јас прв ке ве нападнам најдиректно. Зашто? Па што треба да прават партиите ако не се мегдујето со човекови права? Констатираш дека РЛ се уште не може да се опорави, иако уште има влијание, нивните, значи цела опозиција апсолутно со нив било што, но има големи утки по мене и со Жан Митрев, и со Сеат Кочан, и со Благоја Механџиски, Зегер. Уште еден мој олигарх пријател. И мој. Сега ти кажам за Жан Митрев. Тоа е една смешна ситуација. Види, Заборавија? Жан Митрев... Нели имаше цело како он, Не, ова, они постојано и во овој па текст пишуваат дека Жан Митрев, олигархот Жан Митрев, нели, во таа група е сместен, е мој огласувач, односно се огласува во на Плюсинфо и дека мој личен пријател. И сега, не знам кој пат поред го кажува тоа за Жан Митрев. Што е реална вистина? Жан Митрев, клиника, не се огласувала никогаш во Плюсинфо. Да. Кај тебе е Систина. Не, затоа што Систина нема на исти банер еден до друг. Систина и Жан Митрев не иде. Сега, кај си видел ти Кока-кола и Пепси заедно? Нигде. И сега тоа го имам објаснето лично Жан Митрев, веќе Жан Митрев посака реално во еден период кога јас се објавував, ја им давам на луѓето и најцрни нека се, медиумски простор, абсолютно. Им давам на нивната одбрана медиум, бидејќи правото на одбрана е свето како што е правото на напад свето во секоја судска постапка. И кога го судеа Жан Митрев, кога одбраната што ќе каже нивната, јас објавувам. И сега овие се нервираат, викаат ова ме викна Жан Митрев, му кажам вака и вака. Фала, се е тоа окей, меѓутоа Пепси и Кока-кола не иде заедно. Ја тоа така го разбирам. Ја ова вечерва муабетов го разбирам со иста тежина како кога дојде пред 5 години и ја објаснани. И сега Јанко само да докажам. Во последнава и тогаш и се обратив и на пиар агенцијата на Жан Митрев и главното говорно лице во таа агенција вика и ние кажавме, викам те молам објасните и на Сашка дека ја немам никакви деловни односи со Жан Митрев. Како пак лажат сега, види ги. Пак исто кажуваат. И сега више, не можеш да лажеш една иста работа 20 пати. Не ме интересира сега, немој джепето да ми изиграваш овдека. Многу фин, затоа што не треба. Фин сум бе, како не сум фин. Не треба да си фин, треба да си издржан во одговорите и ставовите како што си со годиниве. А не сега многу фин джепето да ми бидеше. Да, ти искара. Млад бе, Јанко. Сакам, знаеш што? Врсници сме, Геро, така да може и сум постар од тебе. Вечер пунам 63 години, 62 годиште. Батко може да ме викаш. Те прекина во мислите. Не. Во карањето. Нема мисла во расправиите. Геро, зборам, ИРЛ и релацијата нивна нервозна, но и твоето непопуштање да издржиш во ставовите. Која е релацијата на ИРЛ по тебе? Сакам да шпекулираш. Ако ти си обвинет јавно дека си учкур на тој и на овој, па дури и на Жан Митрев, ме интересира. Кој е интересот на ИРЛ да ги објавува, имаат некои добри истории, неколку има, но има истории кои се ти ги објавуваш, ти треба да знаеш, да. Една ја објавив. Една ја објавив. Па објавиш некои од тие добрите. Која е по тебе добра? Не знам, множина спомнати, извини, те фатам за збор. Мало професорски, окей, извини. Да. Апсолутно легитимно. Кои се нивните мотиви? Што ти можеш да заклучиш? Еве, Џо Роган, на подкаст сме, не е ова телевизија. Добро, ама кај да сме, Јанко, ја на вистина, мора да ме сватиш, не сакам да... Не сакаш да шпекулираш. Не сакам да шпекулирам со било чии мотиви, особено не на луѓе кои се што наши onda, колеги, иако не ме признава за колега. Не ме интересира. Кои им се мотивите? Не ме интересира. Го гледам производот, го гледам... 25 години сум у телевизија. Тој новинар ли е?
Šta ti pravim se? Слушај, Јас сум те признал се ЗНМ, како се вика телово за регулирање што се кажало на телевизија на АВМУ, што ти ја знам. И сега Советов на мудраци, овие од СДСМ калаштуриве мучки, што се собрани, што сум изелгомна во емисија, и станува еден алба. Текстот е на нивната страна и ќе прочиташ. Абе, зашо расправаме ние за ове? Тој не е ни новинар. Знаеш што? Што е новинар? Чекај, што е новинар? Тој што е дипломиран, што заврши факултет, па извинете ве молам. По мене, Никола Младенов, кој е еден од најдобрите новинари во историјата на македонското новинарство, тоа е моје мислење, скромно. И моје се разбирам. Никогаш нема завршено новинарство. Добар дел од моите колеги, исто така. Али затоа си ја работеше работата перфектно. Кој си ти да прогласиш врз кој критериуми? Врз диплома? Или врз успехот на работата? Пошто ова не е неуросрџан, па да мораш да имаш медицински факултет. So thank you and fuck you, ја им викам, заради тоа. И заради мојот однос, затоа сум јас непризнат како новинар. И дури инсистирам, не сум новинар бе, факт да не сум како вас. Јас сум благодарен кога ќе речете дека не сум новинар, само да не бидам таква лигава амеба како што сте вие. Да, затоа што тоа е така. На крај секоја професија е легитимна, мислам. Јас сум го зборувал, тоа не е поважна професијата новинар од професијата чевлар или пекар. Како се станува истражувачки новинар бе? На кој факултет е тоа? Дај ќе го завршам курсот. Не знам, јас побарав бидејќи може би со гледање многу филмови на Pornhub се станува. Истражувам за биологијата, за антропологијата. Еве, знам многу. Црнците особено. Па тоа е страшна работа. Тек да не знам. Добро, барем ми призна, отплика вака беше напишано во историјата. Морам да бидам прецизен, и покрај најмалку 3 книги запишани за новинарството, што е точно, и како коавтор ако се дадат 5 се, од кој една беше неформален учебник за новинарство во Македонија. И покрај тоа што сум напишал толку книги, тоа се добри книги, Јанко ми признава чак и они. Дали и така викат, он не знае што е ова. Не ги совлада вештините на истражувачко новинарство, не може би има совршени, Јанко. Има ли вештини што се... Па ја не знам, мислам дека тоа Киано Ривз пред да го сними Матрикс 6 месеци кунг-фу учел. И ги совладал вештините. Сега кажи ми кај е тоа, да идеме кај Дарко Бутел, неговиот кунг-фу, тој нели, не знам кај се совладуваат тие вештини. Или има онлайн програма. Некој што претендира да прави анализа, сериозна анализа на кривични дела кои се поврзани со финансии, со перење пари и така натаму. Те прави успешните стории со успешен крај. Ако, значи, Пулицер ќе те направи дека си ти до Пулицер не си ни новинар кој што треба. Му треба со Пулицер ти си истражувачки новинар, ти си признат новинар. Тоа е признанието на делот на она што си го сработил, а не само повикан, види, јас сум возач. Знаеш што, и иđе и јас сме шофери, исти сме, јас иđе. Сега да кажам, Јанко, вози и мола и вози наскар, па ќе правиме муабет. Да оценуваш што било, што не било, перење пари, даночно задување е сериозна работа и е потребна сериозна финансиска експертиза од полето на финансиите. Сега, тука зашто велам ја не сум истражувачки новинар, не разбирам вакво истражувачко новинарство. Еве зашто. Затоа што кога јас имам таков материјал во рака и кога сакам да докажам дека во најмала рака неформално, а пожелно би било формално, ангажирам човек со експертиза и тој може да утврди или му давам доверба на човек со експертиза кој во едно вештачење сериозно ќе покаже овој документ покажува дека овде има или дека нема перење пари.
или дека нема даночно затојување, или дека нема некое друго кривично дело. Не може туку така да се тресе, да се лупат, да се кажува и да се изиграва детектив, без оглед кој низ каков, не знам, NGO обука поминал и така натаму и така натаму. Вклучително не постои. Добро ги знам серикулумите на факултетите за новинарство, сум предавал 2 години на факултет за новинарство, сум учествувал во правењето на серикулумот на програмата на факултетот, да бидам попрецизен за гледачите, и знам дека не постои такво нешто каде што се дава на тие факултети такво знаење. Не за финансии, за било што. За спорт, например. За музика, например. Зашто сакаш. Не бива таа работа така. Многу сериозна работа може да биде новинарство, тако сакаме да терам. Дали ЗНМ реагираш? Па не знам. Денеска мислам дека нема ни потреба да реагира за ова. Па, нивна оценка е, нивна проценка е. Дали... Ја не се потресувам воопшто. Овој Зоран Божиновски, што го спомнавме пред малку, се изсмеа преку ден ми напиша, он го избрка од ЗНМ. Зоран Божиновски, не знам дали знаеш. I don't give Нешто имаш некој сообщение и ова, и он ми напиша некоја порека таму, кај Геро, кој знае колку се радосен, викам Зоран. Види, ја ти немаме кавга, нити сакам, нити сме немали да сакам, пошто различни светови сме комплетно, и он така и денеска пишува. Ја и Геро не сме исто, навистина, не сме исто. Фала Богу. Сега му викам, фала Богу, и му викам, човече, немам реално сериозни релации со ЗНМ од задње време, и сега иди провери. Океј, превише го спомнуваме ликот. Добро, океј, чисто сакам да знаеш дека... Кажи ми, дали доби поддршка од релевантни колеги, медиуми и така натаму? Дали те поканија на други телевизии? Ме поканија. Кај те поканија? Па во четврток ќе гостувам на ќе снимаме веројатно во петок или петок ќе биде, не знам, на Алфа кај Богдан Илиевски сум поканет. Кај Бетмен, добро. А побара изјави некои колеги, јас малку бев воздржан, викам чекате полека сега да не секој ден бидам присутен. Таа воздржан си кон тебе малку ја покажав, али сепак со почит кон тоа фактот дека пријатно ми е да разговарам со тебе, без разлика на све. Стварно? Да, апсолутно. Без разлика што си ваков шмапатар. Да, си изнадрдориме како што треба. Да, има простор кај мене. Види, Јанко, не барам никој да ме поддржува. Не очекувам никој да ме поддржува. Геро, не реков дали ти бараш нешто. Ја те поставувам новинарско прашање. Yes or no? Дали доби поддршка, дали доби критики, дали ти се јавија, значи ме интересира медиуми, дали има заинтересирани за твој став и дебати или што ти ја знам. Тоа е многу легитимно прашање. Па ете, ако е ова некој медиум се јавија... Тоа што ти е тебе гајле, окей. Еве, колегите од значи Мандалфа се јавија, некои други колеги побара изјави, малку јас би ова. Викендов на вистина ја се извинив на Facebook и на Сашка, светко се извинив, работев на бавчата. А што сакаше Сашка? Бавчата моја. Па не може да одговорам веднаш, пошто не се. А зошто да ја одговориш? Па ја одговорив во понеделник, да. Ама што требаше да ја одговориш? Се редно е кога пинг-понг е тоа, пинг-понг, не, сега треба ја добив пинг, треба се ватам со понг. И кажав Силвија, ми беше важно да ја смирам или да го смирам свиркачката или свиркачот, да не се возбудува, ништо нема се деси. Нивниот? Ништо. Па нивниот мојот. Или својот? Мојот гајле нема тоа. Твојот гајле нема? Па ме знае кој сум. А кај знаеш дека нивниот е вознемирен? Знам. Од каде знаеш? Имам информации од тие кругови, од кај што потекнува. Кои се тие легитимно е да те потпрашувам, ти да не одговори. Кои се тие кругови и од каде? Многу тоа не можам да кажам кои се тие кругови. Добро. Добро упатени кругови. Добро упатени кругови и добро упатени извори во соите во македонското правосудство. Ете така ќе ги лоцираме. Види, новинарот и тоа е делумно проблем во историјата ливна. Ало, сега не ми држи лекција. Факултет ја неќем да завршам. Јас сакам да изведам факти од тебе. Мора да го лоцира новинарот, изворот не мора да го каже, и не сме да го каже ако му е доверливо кажано. Како тоа мора да го лоцира? Па, например, да каже партиски извори, опозицијски владени, провладени. Да, ти кажа дека е правно. Ова се го кажам, со отплика го кажав, може не се сте збори, да го кажав тоа, мора да го лоцира, тоа што луѓето не може да кажат, порано правевме глупости, викаме, извори, кога бе во Дневник, Чекај, колегите пишува, извори блиски на Дневник.
Не сме ние држава па избори наши блиски. Блиски до нешто треба ти да викаш, твојот свиркач гајле нема, а нивниот свиркач е вознемирен бидејќи Слушнав сега, тоа е мала спекулација јас сум многу чувствителен према свиркачите и свиркачките и сакам сите да бидат спокојни. Обично вакви работи, кога од мене свирка нема да има, сега кој друг сега ќе прави што ќе прави не знам, ама од мене нема да има ништо. Да. Бугарите не гледаат и викаат кои се овие сексуални манијаци. Зашо говорат? Зашо говорат вие? Вика сега бугарите кои се овие 20, абе стари се за сексуални манијаци. Еми какво да ти кажам бе момчета? Да. Сите си бидат спокојни, битни се принципиалните прашања. Сите ми се мили, како Платон не е мил, ама најмила ми е вистината. Не, джепето сега. Пак джепето, да. Джепето, да. На крај сакам да завршам со Тричковски. Тричковски во својот дискурс, каков што е, кој е многу вулгарен, некој го нарекува некрофилен. Некрофилија е сексуално задоволство да ти предизвикува делание врз мртво суштество. Што значи, не можам како некрофилско да го замислам, освен дека се, можеби, социопатски, како демократите, кои се радуваа на смртта на еден млад човек, затоа што размислувал во Америка, што го застрела кутрото, момче 30 годишно, и кои по улици се радуваа. Тоа е општа болест, тоа е ментална, не знам, тоа е големо за обзервација за мене, но неговата обсесија со убиство на опозиција, со нивна смрт посакување, е сериозна патологија. Јас знам дека тој човек има доживеана голема трагедија и не се занимавам никогаш со него. Сметам дека после таква трагедија човек може ментално да се исчеши и да едноставно мрази. Јас скоро загубив еден, не може би врсник, али да речем генерација помлад од мене, кој исто така загуби близок човек како млад и цел живот една таква негатива кон се што е нормално човечко, со една таква омраза и така почина. Тричковски не му е прв пат да повикува такви деланија кои, па мислам, напиши го ти тоа за било кој премиер у било која држава, за 15 минути специјална тајна служба ќе ти е на врата, ќе те спакуваат куфер и сериозно ќе мора да се објасниш какви се овие закани. Така што повикане во полиција и едноставно не престанува со таа омраза која дали мислиш дека е резултат токму на неуспехот на неговата партија, на падот, партија која не успева да се издигне од блатото, од калта во која потона, во која лани, мислам, пасокизација е благ збор спрема она што им се случи нив, но ароганцијата им остана вулгарно висока, дека они се уште некаков фактор. Види, ако личните мотиви на Бранко Тричковски, нити сум ги коментирал некојаш, нити ќе ги коментирам. Тоа е за мене и за сите што разговараат со мене, може би требаше да ти кажам и пред да го поставиш прашањето, дека тоа е за мене забранета зона. Значи, апсолутно не разговарам за тоа прашање со никого, со ништо, бидејќи тоа е тема за која не е далеку од секаква моја промисла. Не лично за него, туку неговите јавни ставови. Политичките мотиви негови се очигледни, јасни и се што кажува Бранко Тричковски, му се допаднало тоа на СДСМ или не, оди на сметка и за сметка на таа партија. Јас знам дека и уште во времето на Заев, он има слични ликови, се разбира, не на интелектуалното ниво на Тричковски,
од типот, не знам, на Саши политика и така натаму, и они многу се нервираа кога јас го кажував ова истото во разни, кога го пишував дека се што ти е права, тоа оди на сметка на партијата. Дека тука нема никаква, како да кажам, нема никаква причина, нема никаква оправданост да мислиме поинаку. Тоа е таа пропаганда. Дури и физички може би, тоа се тие луѓе заедно, и тоа е легитимна пропаганда. Што е тоа таква, лоша, обседната со темата смрт, умирање на Македонија, умирање на ВМРО, убиство на лидери и така натаму. Тоа е проблем на таа партија. Што таа партија мора да ангажира или нејзини, како да кажам, инсталации во правосудството мора да бидат побудени, па да му го прифатат објаснувањата на Тричковски дека, да речеме во случајот на Мичковски, дека тоа бил литературен лик христијан, така вели он. Не разбирам. Литературен лик, не мисли на Мичковски. Парабола било тоа. Така веќе, литературен лик, значи тој не мисли на Мичковски. Предходно, во една прилика, пред 3-4 години, фикција од неговиот роман не објавен, да речем. Не објавен роман, да. Легитимно. Или од неговиот објавен пост. Предходно, во една прилика, тој јавно го повика синот на Катица Јаневска да ми се одмазди со бесење. Повистиот Тричковски. Лично, тој јавно во пост на Фейсбук го повика синот на Катица Јанева, еден адвокат, не го познавам, вика велика фин дечко и така дале, да би се одмазди на мене со бесење, односно да ме обеси. Ама ти не си героски, ти си лик од... Тогаш ја поднесов пријава, види каде ме поднесов пријава, прв пат поднесов пријава против Тричковски за загрозување на сигурноста. Вика тоа е очигледно кривично дело. Како што и ова е очигледно кривично дело, се разбереме. Нема дилема. После скоро 2 години молк на сите институции ме викаат во полициска станица Пролет, тамо во ден за населен камидал, да сум дал изјава бидејќи они го викнале, го предупредиле и сега пред истекот на 2 години кога застарува тоа дело инаку, уште месец-два има, они како ќе почнали истрага нешто. Сакаш какви манипулации се прават. Значи нема заштитен е човекот нормално и затоа го прави тоа, иначе да не е заштитен нема да го прави. Он е практичен човек, претпоставувам, не е лудак. Он е сам не е будала, лудак е во метафорична смисла, како лик, нели? Јас така. Иначе е функционален, добро знае. Е функционален, тоа сакам да кажам, да, апсолутно. Па не случајно отишол во полиција. Затоа што тоа што он го опишува, не смеам да го објавам. Ја ако го објавам, ти текне како... Да, ти го пренесуваш, тој завршуваш приказата. Ти текне како го јадав од тебе стапот така е. За ебозовната амбасадорка. Така е. И види, тоа е навистина... Иако ја не го кажав. Он е навистина заштитен и сега што да кажам, јас да сум на местото на Христијан Мичковски или... Еве, јас сум бил исто напаѓан. Сега, знаеш како, се обидов, во последната прилика се обидов јавно кај Богдан во неговото шоу, објавив јавна кривична пријава. Имам по право, по закон за кривична постапка, јавно да изјавам кривична пријава за повреда на углед и чест. Има едно дело тамо, го наведов. Кога било ова? Тоа беше кога Тричковски водеше кампања против Петре Мандриевски, па каже дека бил средношколски писател, па против ова, па против све она што било македонско, оно маловажуваше. Добро, сите овие се големи пера и тогаш ја објавив една таква кривична пријава. Да се објави, да кажам сега, например, ако изречем кривична пријава, исто кога сум ја напишал. Му кламара. Ништо не се случува. Во најмала рака треба некој да ми извести, да ми каже, не ти се прифаќа кривичната пријава, окей, ја не се љутам, ама треба да ми се одбие кривичната пријава, нема мртво море. Затоа велам, додека ово обвинителство ништо нема да се случува. Инаку, не сум за тоа, таквите луѓе, за збор, за говор, да бидат казнувани, меѓутоа, треба јавноста да биде сензибилизирана и да се каже, некаде треба да се каже, извинете, ова е
кривично дело. Ова не сме да се прави. Ова е... Чекај, ако е крив... Геро, не... Се обидувам да ќутам и да не се мешам, ама нема. Значи, како тоа да не ги казнуваме новинарите, а они да прават кривични дела? Не да не ги казнуваме, ама ќе се казнат најблаго во ситуацијава, например... Абе, кривично дело. Да сум ја обвинител по допрен глас. Не треба ни полиција да се јавува, нити да го викат на информативен разговор. Истрага да се отвори. Истрага. Би барал судија судот, да покрене истрага. Ако судот покрене кривична постапка и ја докаже, што е? Ќе го плескаме по раката или ќе го казниме? За конкретно, види, може да се казни и условно, може да се казни и ова, може да се повлече обвинение ако човекот објасни повеќе. Меѓутоа мора да помине низ една постапка. Дека има одговорност за напишаното. Првенствено таа постапка треба да биде јавна. Значи треба да постои осуда, јавна осуда. Она што е страшно, што овој човек не е само лик на Facebook. Сега и секој биде трегу. Сега АВМО се амбицира да ги следи и инфлуенсерите на Facebook. Значи он ќе биде под присмотра односно под контрола. Кој? На АВМО, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Кој? Тоа нешто има сега некоја амбиција. Кој ќе биде следен? Инфлуенсери и така натаму разноразни на Facebook. Кои се тие што следат од таму? АВМО. Не знам кои ќе бидат. Како не знаеш кои се, добро ги знаеш кои се. Ќе се прави регистар на ова. На што? Не е важно, на инфлуенсери во државата. А кој ќе ги следи? Кој е тој совет на мудраци? Повторно од ЗНМ? Не, па таму има посебно тебе ова емисија, сега некаде се снима, па се гледа, па да не се ме направиле некој кривично дело и така натаму. Не се сеќавам. Па да не си псујат многу. Дај Боже. И така натаму. Дај Боже да ми избркаат од работа. Некаде тоа се следи. Дај Боже да ми избркаат од работа. Но сакам да ти кажам дека битно е да се сензибилизира јавноста. Значи, јавноста да се покрене прагот на чувствително да се рече чекайте. Ало, ова не е коректност. Абе, ајде го. Значи, откако му простија на Зоран Божиновски, кога тврдеше дека Тоше Проевски им предизвикуваше страшна болка на родителите, дека Тоше Проевски е жив и се крие и правеше ова и она, ние викавме, види, новинарство. Мене од тогаш ми пукна филмот и се дистанцирав од некои луѓе. Или, кога некои новинари во име на новинарство објавува полови органи од разни дами кои давале услуги на политичари во смисла на рекета, ама и тоа го простувавме. Па да не зборам кога застана зад лидери на партии со прислушкувани материјали кои се нелегални сегде у свет. Зашто збориме ние денеска? И сега мене некој ќе ме следи. Па ме следат. Знаеш дека до пред 2 години бев баниран на Facebook, на овој профил, каде што не можеа поише од 20 луѓе да го следат. Не бев забранет. Него, по совет на она што е телото за трето независно тело, кој укажува дека ја делам лажни информации. Знаеш што е лажна информација? Хумор. Хумор бе fucking Геро бе хумор. После зошто пцујам? Па ја моето пцуење е поезија. Та горе за нивната вулгарност. И сега овие бившиве наши колеги од ЗНМ, од Фокус, од СДСМ, они одлучуваат, види овој треба да се избанира и така натаму да се елиминира. И ја бев елиминиран 2 години. I don't give a fuck. Бидејќи ја ништо не заработувам, тој на крај мора да помине некој процес. Ја го издржав тој процес. Но што им прават на други? Изживување. И ние збориме, пак Теофил Блажевски ќе одредува кој кажува, кој не кажува. Не знам кој го прави сега тоа за Facebook, може би се уште Мета. Да отворам, мета? Сакаш да видиш, по име и презиме се. Не мислиш на Мета? Па Мета. Наша Мета, да. Не знам дали се они уште во бизнисот со ова, веројатно се, не знам, претпоставувам официјално, но види, ни ти не работиш за Марк Закерберг, нели? Не те плаќа, ни јас не работам за Марк Закерберг. Ама јас се борам Елон Маск да ме плати. Да се бориш.
И да се бориш. Да се бориш. И да се борам. Да се бори сериозно. Ако треба и геј ке станам. И ке му родам. А нема да пројдеш така изгледа. Кај него не. Кај него потешко. 13 деца, човече, ало дома. Добро, не е страшно човек и разни да има склонности и така. Види, Јанко, што е битно во целава приказна? Вистиномер. Додека ти Еве ти го. О, не им работи сајтот. О, не, Сорос не е плател. Вистиномер. Чекај да видам. Не знам, обиди се. Не, знам дека не е овакво, не може да се види на ова. Те молам збори малце. Не знам, тие беа официјални факт-чекери на факт-чекери. Еве ги, има. Еве ја нивната страна. Да. И сега некаде треба да пишува дека тие се официјални факти. И сега да ти напишам овдека да видиш колку мои објави кај што сум објавувал мемиња со хумор за ебанци, за лидерот. Например, објавувам за лидерката на СДСМ, ова греотицава со такви лапсуси, објавувам, го сечат, тоа било овакво и ме казнуваат. Чисто да проверам, го објавувам Мицковски, за тоа нема. Ако видиш сега, барем ти, како еве паталец, нели? Ти си паталец во ситуацијава, така? Сега, барем ти треба да ги се држиш до клучните принципи. Еве го, уште е фонд отворено општество. Уште е Сорос, метаморфозис, БТД, Сорос и така натаму и така натаму. Така што, нели, ако напишам нешто за Мицковски, нема да бидам ја казнен. Али ако напишам нешто за Тричковски, тогаш. Види, прво треба да го договориме принципот. До каде сме слободни, колку сме слободни, така. Принципот по мене е многу едноставен. Твојата слобода стасува додека што гази врз мојата слобода. Значи, твојата слобода немаш право да ме загрозуваш. Твојата слобода е до моментот додека не го загрозиш СДСМ, Сорос. Крај. Тоа е во Македонија. Добро, се согласувам дека тоа е така, тука. Меѓутоа, прво да го договориме принципот. Кога ќе го договориме принципот, следното е, ние мораме да се однесуваме според принципот. Ние што сакаме да браниме слобода на говор максимално. Третата постапка е, која ќе постигнеме такво ниво на екселенци, на одговорност, да речеме, чекај сега, ние ќе делиме памет и ќе кажеме, чекај се, ова не е веќе слобода на говор, ова што го прави, што го напишува Тричковски е сепак катастрофално, кривично дело, за кое се одговара во секоја држава. Шарли Ебдо изгина за слобода на говор. Колку и да не ми се свиѓа. Ништо не ми се допаѓа од нивната насловна страна и нивниот хумор. Тоа е полов орган од овца. Ама, секое сочувство и поддршка им ја дадов. Они погинаа за слобода на говор. Тоа во Македонија е незамисливо. Ако ја на насловна страна, на мој Facebook профил, го ставам лидерот на опозицијата, јас ќе бидам баниран. А ако го ставам на исмевање лидерот на власта, јас нема да трпам никакви последици. Тоа се двојни аршини, тоа е шизофренија и тоа е наметната правда само со една насока. Додека не се истребиме ние од тие кои ги поддржуваат опозицијата, такви како Тричковски, што викаш, па ја не е луд, ја знае до кај му е чергата, знае дека има грб, знае дека ниедна кривична нема да помине. Али затоа за мене овдека 10 ќе се извадат у наредниве 3 дена. Јанко, затоа е кажано... Нема да кукам да плачам, кога ќе го јадам стапот деноиве, ќе си отидам и ќе си свиркам таму, у тоа Идризово. И немој да доаѓаш да ме посетуваш. Што бараш Идризово, не да. Затоа што сум изел лајна овдека во емисија. Не сме до таму. Не, ќе ми побараат казна, нема да ја платам, ќе барам да одлежам. Имам право. Јанко, има една стара миса која бевме помлади, можеби си сеќаваш на таа миса, вика слободата не е дадена, зададена е. Значи, зададена. Значи, тоа многу лесно се каже и човек се повика на слобода на говор и да каже све, ама еве и ти сами откажат 5000 аргументи, а додека овдека држеше ти рада, колку е тоа комплицирано прашање. Сум јадал бурек пак. Пак си јадал бурек, да. Комплицирано прашање, тешко прашање, сензитивно прашање, задира во слободата на другите луѓе. Задира во она
правото меѓу другото постои за да го штити општеството и слободата да ја штити. Значи да не штити од неправото. Ако има неправо, onda сме сите неслободни. И тоа е многу комплицирана работа. Таа е битка што нема да заврши, дур сме ја и ти овдека физички присутни на Дуњава, што викаат, нели? Нема да заврши тоа. Благодарам професоре на лекцијава. Кажи ми, дали до следнава емисија, која со интерес ќе ја следам, очекуваш некои нови моменти да се изнесе во приказнава помеѓу тебе и Ирала? Па, не знам да ти кажам искрено. Знаејќи го нервот на тие дечки таму млади, и таа обсесија, тоа мислење дека јас не спијам, само на нив мислам, на нивните епизоди, на тоа како да ја дискредитирам Сашка. Една смешка ќе ти кажам, во едно одговор на една ше доби во Семама таму, кај што окей, тестирав малку нешто, сеедно, во одговорот она како моје непочитување го кажува тоа дека во некои говори, што е вистина инаку, наместо, тоа беше кај Бетмен во емисијата, и ја им не мисля, баш ме прашуваше ја, те Сашка Цветковска, те Сашка Петковска, те Сашка Цветковска, те Петковска, и сега она сватила дека ја правам некои штосови од тоа и така натаму. Пази до кај да обсесијата. Се како да објаснам дека тие денови јас сум иначе обседнат со македонски шлагери, со музика, бранџелица, шпа, томата, лево, зип, и тогаш ми беше фокус Сашка Петковска. Сега, знаете, сега правиме споредби, кој јас што сум поминал покрај некои големи фрари, така и Сашка Цветковска поминал кај Сашка Петковска, да речеме, и така. Ама кога би го кажал тоа, со намера би било само комплимент. Но не, луѓето се опсетат и не намерно го прави тоа. Не. Они мислат дека тоа е главната моја обсесија и новие моиве другари олигарси, дека не мислат ништо друго, освен ова. Ја мислам дека им дадов доволно аргументи. Првим го демонтирав ова писание од кои од 20 реченици... Час по анатомија им направи. Од 20 реченици, 10 се лажни, другиве се сврзани реченици, пошто мора да тече текстот. Да, час по анатомија. Ја затоа си викнат вечер во Геро, затоа што стварно го... Инаку, на вистина, демонтираше нивниот... Немам никаков личен, приватен, немам професионален мотив да не знам ги нешто се расправам со нив, бидејќи отприка знам како тоа функционира тој свет. И јас сум бил малку со Росија во животот, нели? Сум бил близок и така натаму. Зборевме тука во емисија. Честно сум го правил тоа, мислам дека честно сме терале таа битка, но не е важно. Знам како функционира, знам што прават луѓето. За жал до мене допираат им непријатни информации. Голем дел ги чувам за себе. Внимавам на... Молам? На што мислиш непријатно? Па мислам непријатни за нашите колеги разноразни и така натаму, од каде, како се формираат приказните, како се како се прават, што би рекол Бисмарк, кобасиците, нели? Не сакаш да знаеш како се прават кобасици, така како што не знаеш мислата негова е. Не сакаш да знаеш како се прави политика, како што не знаеш знаеш како се прават кобасици. Џандарско-удбачки системи. Кобасици се прават од пат, разбираш, од такви работи. Ама цел живот оваа земја пати токму од тие такви структури. Па добро, дел од новинарството кај нас така се прави. Сега до мене, знаеш како се коси во тој бизнис, сигурно ти имаш такви информации, да не си паднат од Марс. Не. Ке чуеш овде, онде и така натаму. Не, Геро, мене ме одбегнуваат во широк круг, затоа што ја докажав прво дека сум несигурен, нестабилен. Ја намерно идев на керефеки. Јадеш бурек, што викате. Јадам бурек. Тоа е мојата заштита, тоа е моето... Тоа е мојата суперсила, јадење бурек. Геро, заврши го овој разговор, те молам, сумирај го, со трагедијата од Кочани и дали сметаш дека постои надеж, не како флоскула или поетика да дадеме, реално мислиш ли дека можеме да дојдеме до некаква пресуда која ќе може да го смени, бидејќи овде не збориме за еден систем граден со децени. Од една структура да биде демонтиран, разрушен, за да може нешто да се направи. Џабе му на ВМРО и 60 градоначалнички места. Џабе му на ВМРО
и уште 5 милиарди да добие и да ги изгради сите автопатишта, ако тој систем не се демонтира една за секогаш на таа самозаштита, на таа структура, на тие, не можам да ги кажам дури ни олигарци, ама таа една језива, џандарско, удбашка, ја е нарекувам така, структура која се провлекува со децени и просто владее со оваа земја. Без оглед Видјанко, јас сакам да ги демистифицираме работите. Значи, системот како ентитет е нешто што не постои, тоа е абстракција. Системот го прават луѓе. Во конкретниот случај за Кочанската трагедија се води, ние сме пред судски процес, постои обвинение, не знам дали ќе биде проширувано и така натаму, но, значи, ќе биде познат човекот што ќе суди, ќе биде познат членови на судски совет, познати се обвинител, помошници обвинители, познат кој е шеф на јавното обвинителство, таа е субординирана, значи, структура, под команда е обвинителот. Познато е, значи, ако гледаш филмови, ја знаеме поротава. Све знаеме. И сега нема кој друг да не биде виновен ако правдата не се испорача како што треба. Ако не чини обвинението. Ако се прават манипулација. Нема кој друг да биде виновен. Не може да дојдеме утре кажеме, чекаме, системот не е крив, не е крива судиката. Како не е крива или судијата? Како не е? Зашто е он судија? Некој има што држи банка на маса. Кога ќе почне процес, се знае кој држи банка на маса. Он управува со целиот процес на судијата. Он не е крив. Што треба да правиме ние новинарите? Што треба да прави јавноста? Треба да вршиме жесток притисок од сега, не утре, од сега, врз институциите, врз луѓето во институциите, конкретно знаеме кои се, да се ја вршат својата работа како што треба и да дојдеме до правда. За некои од тие луѓе, јас сум длабоко убеден дека тоа не може да го направат. И против тие луѓе, за тие луѓе да во кампања да бидат сменети. Зашто? Бидејќи изгубија довербата, изгубија доверба од телото што ги избира, нема што да бараат на тие позиции кај што се сега. Ништо нема да им се случи. Никој не е роден да биде државен јавен обвинител, никој нема да умре ако утре не биде државен јавен обвинител. Ќе биде друг. Ќе биде некој подобар, можеби. Можеби полош, не знам. Дај Боже подобар. Но некои луѓе просто од своето досегашно работење докажа дека не се способни. Некои, како вели еден афоризам, некои неспособни луѓе се способни да ги неспособат способните. И сега тие навистина може да направат голема штета, може да го неспособат целиот процес, способните да им ги врзат рацете и на крај сето тоа заврши лошо. Овој процес не сме, тука се придружувам кон тебе, не смее да заврши како многу други до сега. Не смее да заврши без реална правда. Кој е одговорен така да се случи? Не се само обвинителите, не е државниот обвинител, не се само адвокатите. Тука сме одговорни ние, јавноста. Не ни треба политички приказни, политички манипулации за одговорноста во трагедијата. Ние имаме пред нас судски процес, кој сака да е, која сака да е партија. Може да е од лева партија, од десна партија, од албанска партија, еден или е осомничен од поранешен министер за економија, од ДУИ, Решник Бектеши, нели. Не е важно кој е. Да се испорача правда. Невин човек да не биде осуден, не за барем за дело што ќе му се натовари на грб, бидејќи нели подобро 100 невини на улица отколку еден во затвор, но да се испорача сериозна правда, после која таа нема да ги утеши кочанчани. Нема да ги утеши луѓето. Нема таа да им значи премногу. Само едно ќе стори. Ќе донесе малку мир кај сите во Македонија, не само во Качи, дека една трагедија сепак можеме да заврши со пресуда за одговорноста, вистинска пресуда, да дознаеме вистината. Што точно било, кој зашто е виновен. Тука е нашата одговорност Јанко како новинари, а не се да плетеме приказни, пред избори, во избори, после избори, се едно, после избори може да разговараме сега за предвремени избори. Ние сме стално некои избори. И стално е некое невреме. И стално е време за манипулации. Ама овде, во овој случај, не сме да има ни м од манипулации. Тоа ми беше поентата и на мојата инаку целосна интервенција и впреткување во овие приказни околу сето тоа, а не да хранам народ со глупости
и да ги забавljам луѓето што било како било. Така што се надевам дека следниот пат кога ќе ме викнеш, ќе ви ме среде процесот за Кочани, кој ќе биде тежок, ќе биде долготраен, ама како што ќе тече, да имаме чувство дека добро е, знае некој што прави, ова иде по правило службе, по ПСУ, по совенички речни кажано, тера и имаме верба дека ќе истераме правдата. А ако дојдеме со истите муабети, со истите приказни, со истиот обвинител, со истава екипа, бивша се екипа и така натаму, кога им падна, не знам, сите обвиненија поважни така натаму, што правиме бе Јанко? Тогаш на вистина јас веќе го критикував јавно премиерот Мицкоски, ало, овде имаш одговорност, мораш да завршиш работа. Тогаш веќе ја немам да има потреба да го критикувам. Луѓето што ќе доаѓаат од Кочани, од Македонија, во Скопје, кои не знаат каде е обвинителството, ќе доаѓаат пред влада и ќе викаат долу влада. Нив не им значи обвинителството ништо. Не дека е битно, може да падне која сака влада, ама не е добро на тој начин да заврши потрагата по правда за трагедијата. Мора да имаме осудени луѓе, правично осудени, благо осудени, ама осудени и да знаеме дека ете, сме дошли до вистината и така ќе имаме чувство дека нема да се повтори тоа. Сакам да го завршам муабетов, но имавме блага осуда за една смрт на една девојка кога во Тетово беше осуден со многу блага казна за девојката што погина, што беше прегазена. И имавме пресуда во ама многу блага. Не знам дали благата пресуда може да донесе мир, задоволство или некаков надеж во промена на системот кон подобро. Смртната казна ќе донесе ли промен таква надеж? Јас секогаш викам, енеа Кина секоја година екзекутира по 100 души заради економски криминал, ни грам не се намали. Секоја година е исти бројот на криминалци. Значи смртната казна не смени ништо. Тогаш кога се разговараме, значи не е проблем висината на казната. Туку не е проблем. Дека ќе бидат прогонети и казнети. Ама апсолутно проблемот е да стасаме до праведна одлука која потоа нема да отиде на апелација, па после 2 години била не била, ќе ја вратат назад и тоа пази сега, ќе ја вратат назад пресудата со право. И ќе праша некој, чекај, зошто се чекаат 2 години да биде со право вратена назад? Прво заопшто, па кога ќе одговараат судиите што им паѓаат пресудите? Продолжи вака и тебе ќе ти го сецка телото, мислам, поетски. Во кофа и метафорично. Па добро, може би ќе те бесат метафорично. Па сум го прошол, тоа знам како изгледа. Кога не успеа со мене, се свртеа на мојата малолетна керка. Многу интересно беше. Дури и тоа со фамилијата сум го поминал и тоа со конкретниот лик, зашто не сум му простил. И нема да му простам, се разбира. Така е. Но не правам тоа голем случај. Си знаам, што макасима и нека си тера. Геро, ја ти благодарам, 120 минути фул, би терало уште половина час, но се надевам искрено, поздрав до Алфа телевизија и до Бетмен, се надевам дека до тогаш ќе има некои нови моменти и со задоволство ќе чекам, бидејќи па и кај Бетмен нема олку простор, се надевам дека ова ќе биде и еден темел поддршка за тој разговор каде што ќе дознаеме уште некои нови и добри работи. Многу ти благодарам што ми укажуваш чест и мене ми е вистинско задоволство што си тука. Ти благодарам на поканата, Јанко. Ќе дојдам и следниот пат ако ме викнеш, да сме живи здрави. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.